Секоја среда во 12 часот на Радио Роса слушајте ја емисијата Македонски корени. Поддржано од Македон Бетон. Драги слушатели, продолжуваме со емисијата Македонски корени. Господин Илјов, што подразбирате под поимот незапирлива македонска цивилизација? Благодарејќи на истражувањето од доменот на археологијата, археолошката лингвистика и општо земено од древната македонистика, за последните 10 години е утврдена нова апсолутна хронологија за културниот континуитет на македонскиот народ и за најстарото живење на македонскиот полуостров, кој денес го викаме Балкан или Балканот. Веќе не може да се оспорува фактот дека черепот на младиот човек, 25-30 годишен, кој е пронајден во пештерата Црвени стени, близу до селото Камени Гумна, или како што грците го викат Петралона, во Егејска Македонија, е сведоштво за македонците дека во Македонија луѓето одат исправени и размислуваат со своја глава најмалку 600.000, 160.000 години пред наша ера, како што рековме и во првиот дел од нашиот разговор, или со поекзактен метод е утврдена старост од 260-240.000 години пред наша ера. Археолошката лингвистика за последните 10 години презентирала повеќе писмени споменици од крајот на мезолитот и почетокот на неолитот, кои се напишани на древен македонски јазик и со древна македонска азбука, јавна и тајна. А со тоа во писмената традиција го осведочи најстариот субстрат за сите подоцнежни дериватни јазици и азбуки на не само на македонскиот полуостров, туку и пошироко во светот. Најстариот споменик на писменоста, кој е дешифриран со древно македонско гласовно писмо, е на древен македонски јазик и е со старост од околу, рековме, 13.000-11.000 години пред наша ера, или со вкупна апсолутна хронологија на континуираниот македонски јазик од околу 15.000-13.000 години и потекнува од пештерата Мас де Азил. Тоа е во Франција, на границата помеѓу Шпанија и Франција. Од времето на условно наречената голема македонска митолошка, некоја викат империја, а ние би рекле територија на зетување, односно на зетите со зетовите. Преисториските сведоштва од Осинчани, Говорлево, Младонагоричани, Шпел, Дупја Коструско, тумбите во Маџари и Чаир, во Скопје, населбата од рано камено време кај Стенче Тетовско, тумбите од породинската група покрај реката Црна, непроценливиот надпис од Скочевирската клисура, глинената плочка од Градешница близу до Враца, Бугарија, надгробниот споменик на херојот и поетот Диморидил од 7 век пред наша ера од Лемно во Егејско море и така натаму, се само дел од најстарата македонска цивилизација во која доминирал култот на сонцето и космосот, култот на огнот и домашното огниште, култот на големата мајка богиња на земјата и символ на плодноста, тоест Ма, епонимка на Македонија, кој како поим буквално значи земја на Ма. Керамичкиот печат од Церје, кај Говорлево близу до Скопје, кој е пронајден во 1981 година, е непобитен доказ дека македонската неолитска револуција ја создавале писмени, интелигентни и неверојатно рационални македонски луѓе, кои во времето на македонските зетови и невести, тестови и тешти, од крајот на мезолитот и почетокот на неолитот, 7.000-6.000 години пред наша ера, биле само со Бога или останувале насамо со Бога да медитираат во периодот на зетувањето за севозможните филозофски аспекти на постоењето и развитокот на човекот и човештвото, на севозможната семантика во просторот,
на единичното и заедничкото во космосот и светот, тоест за култот на Сонцето и космосот, за космогонијата и космологијата, за вишите и нижите науки во времето на зетите, зетовците и зетувањето. За постоењето на соодветна македонска воена олигархија сведочи металниот печат од Говорлево, кој се датира некаде со 1500 години пред наша ера. Најстарите сведоштва за архитектонските поединечни и групни волуменско-просторни композиции во вид на наколни живеалишта на Костурското, Дојранското, Хриското, Преспанското и другите македонски езера, како и неолитските континентални и островски населени места на древна Македонија, го афирмираат големиот степен на развиток на македонската цивилизација. Светилиштата во вид на камени столици, долмени, од Црна Лома или Илина гора, кај Осинчан и Скопско, и комплексот од разновидни долмени од Штерпи, близу до Богданци, како и најстариот неолитски обелиск од Милисин на подножјето на Кожув планина близу до Гевгелија, се само непобитни преисториски сведоштва за континуитетот и разновидноста на материјалната култура на Македонија, чија територија била и долго време ќе остане привлечна за секој вид истражувачки работи и репер за проверка, споредба и ширење на другите светски цивилизации. Ваквиот македонски субстрат целосно го објаснува еволутивниот процес на македонската писменост, јазик и култура и овозможува да се објасни и степенот на материјалниот и духовниот растеж кој овозможил во историското време да се создаде, созрие и оформи во 4 век пред наша ера големото македонско царство од времето на Филип II Македонски, кој владеел помеѓу 359 и 336 година пред наша ера, и Александар III Македонски, кој владеел 336-323 година пред наша ера, со територија од 3, рековме, запирка 8 милиони квадратни километри, од Дунав до Северна Африка и од Јадран и Египет до Индија и Централна Азија. Со извонредната и незгасливата филозофија на синкретизмот за обединување на државите, народите, митологиите, боговите, обичаите и така натаму, овозможувајќи да се шири на исток и по целокупниот цивилизиран свет големата македонска цивилизација која перманентно се оплодувала со нови импулси. Тој македонски космополитизам најмалку 2336 години се шири, тлее и се распламтува независно од севозможните облици на притајување, приграбување, заборавување, присвојување, преиначување и приспособување од страна на подоснежните цивилизации, империи, царства, држави и народи. Македонски корени. Вековите и годините што изминале не биле секогаш наклонети кон афирмација на македонската цивилизација. По македонската доминација со светот 336-30 година пред наша ера, дури во периодот на второто историско македонско царство, така нареченото Византиско царство, големиот македонец Отаур управда Вистинијан или Јустинијан I, кој владеел помеѓу 527 и 565 година наша ера. Во 529 и 534 година успел да го кодифицира субстратот на македонското право, кој во вид на Јустинијанов кодекс со 4652 укази мораше да најде своја плодна почва и во така нареченото Римско царство, во кое само се завршувале отпочнатите големи проекти на древната македонска цивилизација. Големиот историчар, писател и просветител Трп Руен, 567 година наша ера,
е само уште едно сведоштво за способноста на македонецот да се враќа кон корењата на своето потекло, да го модифицира македонскиот субстрат, писменоста и да го оплоди семето на македонското историско памтење во развојот на писменоста и културата на човештвото пред големите се македонски и се словенски просветители Свети Кирил, Свети Методий и Свети Климент. Република Македонија и нејзиниот стручен и научен потенцијал не смее да си дозволи да го заборави или да го отстапи културниот идентитет на својот народ, или да го промени името кое како македонци го носиме најмалку од времето на зетот пир македонски или во постојано траење најмалку од околу 7000 години. Древната, средновековната и современата македонистика треба да најде свое заслужено место во сите етапи на системот на образование во Република Македонија. Сегашните и наредните македонски истражувања треба да вложат напори да се ослободат од заблудите на 18-тиот, 19-тиот и 20-тиот век, тоест на минатото, и аргументирано и убедливо најновите истражувања од областа на писменоста, јазикот и културата да ги вградат трајно во континуитетот на македонската цивилизација, да најдат свое заслужено место во сите публикации и средства за јавно информирање кај нас и во светот, и на тој начин во третиот милениум да се фрли соодветна македонска светлина на се што е македонско, за да се расветли најстарото жариште на цивилизациите Македонија. Господин Илјов, со што македонската и светската лингвистика може да го поврзат древномакедонскиот субстрат со еволутивниот процес на македонскиот јазик? Денес веќе сме во состојба да издиференцираме и презентираме релевантно богат преисториски лингвистички материјал од кој може да се издвои системот на јазичните единици, нивните составни односи, нивните синтаксички врски, средствата на тие врски, граматичката семантика на одделни јазични единици и така натаму, тоест конкретни особености на најстарата фаза на македонскиот јазик, отфиксирани и зачувани во автентична форма на разни преисториски надписи, кои служат како документ, како жив сведок и на најдиректен начин вршат идентификација на автохтоноста на преисториското население на Македонија и пошироко на така наречениот македонско-анадолски културен комплекс. Зачуваниот преисториски јазичен материјал со најстаро сведоштво, како што рековме, од 13.000 до 6.000 години пред наша ера, потврдува дека се работи за директен континуитет од древномакедонскиот субстрат до современиот македонски литературен јазик, а тоа ќе рече, не се работи за некои наводни издиференцирани лексички реликти од предсловенските јазици, ниту за некои наводно грчко-римско културно и јазично влијание, ниту за некој процент на случајно зачувани глоси само од антропонимско и топонимско потекло, ниту за некое сведоштво за наводно асимилирање на староседелците, македонци, тракици, илири, бриги, пеонци и така натаму, од страна на наводно новодојдените словенски компактни маси. Ниту за некои случајно зачувани сведоштва од некои класични и периферни или значителни автори, ниту за некои интерференции на некои така наречени старобалкански јазични остатоци, кои наводно проникнале од јазикот на поробените во јазикот на победителот и така натаму. Туку се работи за автентичен, запрен и фиксиран, артикулиран говор на древните македонци и многобројните македонски племиња од времето на големата митолошка територија на зетувањето, на зетовите,
со зетите на големата земја или земјата на големата Божица Ма, од времето на матриархатот или почетокот на патриархатот, кои во вид на писмени споменици, летописи, епитафии, митолошки псалми, народни песни, формално логички субстрати и така натаму, се запишани и зачувани на карпи, надгробни споменици, глинени плочки, глинени и керамички печати и садови, жртвеници, теракоти, камени скиптри и така натаму ширум овој според Клавди Птолемеј, кој живел и творел 100-178 година наша ера, Македонски полуостров, односно денес познат како Балкански полуостров, па ширум Егејскиот архипелаг или средоземноморските острови и пошироко, а кои зборуваат за постоење на голема македонска цивилизација, писменост и култура. Поинаку речено, запрениот и фиксираниот артикулиран говор на нашите предци, регистриран на повеќе дешифрирани древномакедонски текстови, кои можеме да ги третираме како најстари македонски или така наречени прасловенски книжевни споменици, запишани на карпи, надгробни споменици и разновидни артефакти, глинени плочи, глинени и керамички печати, амфори, скиптри, а подоцна монети и така натаму, ни овозможува најстаро сведоштво за промената на структурата на слогот, тоест за развојот од затворен кон отворен слог, а со тоа ни овозможува и да се утврдат досега најстарите јазични процеси кои придонеле за измена на гласовниот систем на древномакедонскиот јазик како првобитен јазик, тоест како прајазик на сите древномакедонски племиња, а потоа и така наречени прасловенски народи. Најновите дешифрирања овозможуваат да се побијат сите утврдени заблуди во така наречената славистика за потеклото и развојот на вокалите и на упростениот систем на консонантите во смисла дека редуцираните, кратките и долгите вокали во така наречениот старословенски јазик наводно потекнуваат од така наречениот индоевропски, односно од така наречениот старогрчки или латински јазик. А системот на консонанти е поупростен од оној на така наречениот индоевропски јазик. Сега убедливо може да се докаже дека така наречениот старословенски јазик, својот систем на редуцирани, кратки и долги вокали, таа и поупростениот консонантски систем го наследил од така наречениот прасловенски јазик, а тој пак своето богато извориште го имал во најупростениот вокален и консонантски систем на древномакедонскиот јазик како прајазик на сите така наречени прасловенски народи, бидејќи неговата апсолутна хронологија е постара и од таа на така наречениот индоевропски јазик, и од таа на така наречениот старогрчки и латински јазик, па од тука системот на вокали и консонанти во тие јазици своето потекло го води од древномакедонскиот јазик со сите можни дериватни модификации. Македонски корени. Господин Илјов, што за нас, македонците, представува древниот македонски јазик и древниот македонски народ? Тоа е едно многу интересно прашање. Дешифрираните надписи со поголема текстуална содржина од писмените споменици на древниот македонски јазик од ареалот на македонското јазично подрачје ни овозможуваат да го издиференцираме древното македонско фонетско писмо со неговото постепено дисциплинирање на знаковниот и гласовниот систем, да ја утврдиме природата, функцијата и структурата на древниот македонски јазик
и да ја воспоставиме заемната врска помеѓу степенот на развиток на патриархалното или патриархалното општество на зетување и соодветниот развиток на јазикот во тогашната јазична територија на Македонија. Во таа смисла може непобитно да се утврди и докаже врската помеѓу древномакедонскиот јазик и древномакедонскиот корисник на тој македонски јазик, бидејќи и е општо познато дека еден јазик се врзува за колективот што го користи тој јазик, а по правило таквиот колектив прави еден посебен народ. Древниот македонски јазик фактички представува едно извонредно средство за еден огромен македонски преисториски комуникативен систем. Во прилог на реченото оди и индикативната содржина на повеќе писмени споменици на древниот македонски јазик од етничката територија на Македонија, но и од поширокиот јазичен ареал кој на директен начин ја потврдуваат изнесената теза. Така, например, во глинената плочка од Градешница, во близина на градот Враца во денешна Бугарија, во нејзиниот секундарен надпис над основниот текст со митолошка, прамакедонска или така наречена правецка содржина, која се датира околу 3.500 години пред наша ера, децидно стои: ете ССНС ЗТУЕЗ пир македонски. Овој надпис секој македонец ќе го идентификува со денешниот така наречен кумановски дијалект или кумановско наречје, а самото презиме со праформата македонски или со современата форма македонски јасно и убедливо говори дека е придавка од праформата на именката Македонија, која со отварањето на темниот вокал целосно одговара на современата форма на именката Македонија, а тоа пак ќе рече македонците како народ континуирано го носат своето име најмалку 7500 години. Меѓутоа, со оглед на фактот што неолитскиот или енеолитскиот артефакт е пронајден на прамакедонската територија или на територија со прамакедонско говорно подрачје, која неколку илјадолетја подоцна во периодот на железното време, 1400 година пред наша ера, и во античкиот период се дефинира како тракиска територија или земја на тракиците, може да се извлече консеквентен заклучок дека територијата каде е пронајдена Амаилијата, тоест каде зетувал македонскиот зет пир македонски, во преисторијата се викала Македонија и било македонско говорно подрачје, дека најголемиот народ после индиците, како што тврдел Херодот, тоест тракиците, зборувале ист или сличен јазик со македонците, бидејќи и денес на таа територија народот зборува на источно македонско наречје. Дека тракиците биле во роднински врски со македонците зборува и содржината на еден надпис од времето на матриархатот или патриархатот од локалитетот Црна Лома или Илина гора кај селото Осинчани близу до Скопје, кој почнува со следните зборови: ја зет е трак, што ќе рече нејзиниот зет е тракиец, а тоа пак сведочи дека и во највисоката хиерархиска зетовска структура на владење кај македонците се среќаваат и тракијци како најблизок народ по род на македонците. А дека македонците биле посебен народ во 5 век пред наша ера и во периодот пред 5 век пред наша ера, сведочи и така наречениот татко на историјата Херодот, кој спомнува македонски народ и македонска земја, држава на македонците, македонско кралство, македонци, Македонија и така натаму, како што веќе спомнавме. Денес
имаме доволно елементи за идентификација на древниот македонски народ и на територијата каде што тој македонски народ живеел и постоел низ илјадолетија, тоест можеме да зборуваме со релевантна аргументација за предисториски и историски развиток на неговата општествена структура и заедница, а тоа ќе рече имаме македонско континуирано постоење на овие македонски простори, што денес ги викаме балкански простори, во траење најмалку од околу 9000 години, судејќи според досегашните археолошки сознања. Моментално има сигурни индикации и доволно археолошки и лингвистички податоци за утврдување на неговото постоење и во предкерамичкиот период, во старото камено време, палеолитот, тоест во периодот 13.000-11.000 години пред наша ера. До кој и каков степен на препознатлива хомогенизација тогаш бил стигнал древниот македонски народ, денес е тешко да се утврди попрецизно, но сосема е сигурно дека постоењето на јавно и тајно македонско фонетско писмо и постоењето на релативно дисциплиниран, тоест кодифициран преисториски и подоснежен македонски литературен јазик потврдува дека кај древните македонци морала да постои и јасна форма на препознавање и колективно соединување во систем на поединечно племенско родовски зетовски единици зети, каде во досега најстарата позната хиерархиска власт се тештата и тестот, а воената власт е кај зетот кој зетува во име на невестата и ги брани границите на својата зета или на штитот на зетата. Македонски корени. Поддржано од Македон Бетон. Со самиот факт што древните македонци имале писмени споменици на древен македонски јазик и истите потекнуваат од различни делови на територијата на Македонија и од различен временски период, 7000 и 6000 години пред наша ера, 6000 и 3500 години пред наша ера, 3500 и 1500 години пред наша ера, 1360-1200 години пред наша ера, 7 век пред наша ера, 580 години пред наша ера, 540-530 години пред наша ера, 567 година наша ера, па 9 век наша ера и така натаму, може да се зборува за извесен еволутивен процес и за забележливи иновации во древниот македонски јазик. Меѓутоа, некои од тие иновации своето присуство го задржале до ден денешен во дијалектната диференцијација на македонскиот јазик и со тоа потврдуваат дека јазикот е најчуваниот и можеби најконзервативниот дел од историјата на културата на еден народ, па поради тоа ја олеснува постапката на идентификација на сегашните македонци со одамнешните предци. Например, најстарата, најсигурно датирана синтагматска целина од керамичкиот тркалезен печат, од вториот хоризонт на живење на неолитската населба од локалитетот Церија кај Говорливо, близу до Скопје, која се датира со старост од околу 7000-6000 години пред наша ера, гласи Сл, Сбо, См. Керамичкиот печат има два различни знаковни системи на гласовни фонетски писма, веројатно со идентичен гласовен систем. Исто така, наведениот текст е напишан во вид на космографски и астролошки облик, што јасно става до знаење за присуство на култот на богот на сонцето и космосот кај македонците од времето на најстариот неолит. Сето изнесено само ја потврдува тезата дека древниот македонски јазик е појава од социјална природа, која љубоморно се чува до ден денешен, а космографијата и астрологијата во Македонија
имат континуитет најмалку од околу 9000-8000 години. Од досега изнесената аргументација може да се констатира дека различните општествено-економски системи, вклучувајќи го и најстариот систем на зетување од времето на матриархатот, патриархатот и патриархатот, се развивале и менувале според законитостите на општествено-економскиот развиток, дека развитокот на македонскиот јазик течел по некоја друга, своја логика, бидејќи во неговиот развиток и во неговото чување и негување учествувале сите генерации македонци од сите општествено-економски системи, па затоа тој има општонародна појава и во него до ден денешен ги изговараме многу блиските и можеби најстарите зборови во македонскиот јазик, како на пример зт или зет, невеста, тст или тест, тшта или тешта, бо или бог, идол, реч, ил или иле, оган или оган, орл или орел, гра или гора, вр или врв, лт или лет, полт или полет, пт или пат, свекор, свекарва и така натаму. Со помош на древниот македонски јазик, како извонреден комуникативен систем, македонците се разбирале меѓу себе, разменувале мисли и мислења, ја развивале научната и општествената мисла на секоја претходна генерација македонци и ги оставале спознанијата, верувањата и обичаите како непроценливо наследство за идните поколења. Со помош на јазикот се развивала целокупната материјална и духовна култура на македонскиот народ и на сите зборувачи и пишувачи на македонски на територијата на огромниот преисториски македонски говорен простор во времето на македонската неолитска револуција. Македонскиот јазик, како најстар жив јазик на македонскиот полуостров во Европа и пошироко, представува најтраен резултат во врска со никнувањето и постоењето на човековото општество, а тоа пак ќе рече без општ разбирлив јазик за сите македонци и македонски говорители не би можело и да опстане најмалку околу 15.000 години македонската писмена традиција во Европа и најмалку околу 9.000 години македонското општество во македонскиот полуостров, бидејќи во крај на краиштата македонскиот јазик, како јазик субстрат за македонскиот, а за секој друг јазик, има своје специфично општествено и научно значење и своја општествена и научна неодминлива вредност. Господин Илјов, ви благодарам за исцрпниот разговор кој денес го водевме во студијата под наслов Македонски корени. До следно видување, довидување ви пожелувам убав ден. Драги слушатели, подпомогнато од Македон Бетон, денес ја слушавте емисијата Македонски корени. Македонски корени. Македонски корени. Македонски корени.